Здраво луѓе, како сте? Како поминахте 8 март? Секогаш ми е било чудно како бе другите мужи одят, четат, моја не, моја седи дома. Ами дома куче ти е убо, не мора да одиш нигдека. Ама дома куче не ти е убо, бегаш надвор. И си бараш, че наеш разлог. Да си колку што може повеќе надвор, да не си дома. Зашто и што барат луѓите надвор? Ами теја што не добиват дома. На секој начин сам го пробала мојот муж. Не пушта. А кој понекогаш да рекламира дека сум лоша? Ја може да сум лоша, ама сам и многу уба. Никоја пчеличка не бега од медот. И сега, зашто бегат вашиве мужи надвор од вас? Пошто не добиват од вас теја што го сакат. Дали е срамота да правиш муабет со мушти? Абе, мужо, ти фалит нешто? Може да те задоволя још? Кажи, душо, што не ти се свижда, па да го направиме поубо? Дали има нешто што не добиваш од мене, што надвор го најдвиш? Еден муж и една жена мора да има муабет. Како им оде животот. Ако немате љубов, ако немате љубовен однос, ако увек сте уморни и ако мислите дека ово мора да си го чувате и да си го отнесите чувано после кога умирате, онда вашиве мужи ќе бегат надвор и ќе тражат тамо. Али када се размислите да ти со твој муж можеш све да орадиш и да го направиш среќен, онда не мора он да тражи ништо надвор. Е сега ви питам, правите муабет со вашиве мужи? А без срце си задоволен? Сакаш да пробаме нешто ново? Сакаш да се облеча во нешто ново? Код нас има еден збор. Цел живот граф, досадно е. Епа едношка квајмо суџук, едношка квајмо пастарма, едношка квајмо пиперче. Никој нема да дојде да ви го направи интересен животот, ако вие сами не си го направите. И вие кад ви е срамота, имате еден куп жени надвор, што ним не им е срамота. И не се лоши овие жени надвор. Овие се слободни. Лоши се овие жени внатре, што не дават све што му требит на еден човек, еден муж. Со болене глава, со гледане серии, со спиење ке мајка ти, теја е душо. Ако не си ти, че е друга. Ја како една жена што моја муж не бега од дома, убо му е со мене, ви кажва, сами сме си забрали другарот во животот, со него мој да си уживаме до крај дните наши. И да си имаме муабет. Само од мужот и од жената зависи да имат среќен брак. Од никој друг. Немој да слушате кој што ви зборвите. Вие требит со мужот да си имате муабет и да си вртите животот како што на вас ви е убо. Баба ти, мајка ти вака правиле? Теја било некваш. Данас,
мораш за овие ствари да зборвиш, мораш да си бараш правото да будиш среќна. Мораш да опиташ дали ти фали нешто. Мора да кажеш тебе кад ти фали нешто. Жени, никој не може да ви чита во главата. Муживе горе функционират на некој друг начин, не како жениве. Вие мора да им покажете овие ствари човек мојот муабет да правит и да е среќан. За све си имат лек. Љубавните односи, лекот е муабет. Муабетите си луѓи, ама не со носите од куќа на куќа, а со партнерот, спътникот ваш. Тогас ќе будете среќни, тогас мужот ќе седи дома. Нема да ојде да пиет, нема да ојде да коцкат, нема да ојде да бара други жени. Че му е мило со вас да си прави муабет и да седи дома. И кога ќе излезе, ќе брза да дојде дома. Поздравени бидите и секој дан учите нешто ново во животот. Немој да мислите дека знаете све. Со здраве, луѓе.